Да се префрлиме сега на Европската унија преку случајот со Прибе. Кај Прибе, препораките на Прибе многу прецизни, и едни и втори имаше препораки 2014, 15, 16 ми се чини дека беа во тој период. Многу прецизно споменот Прибе, некој австријски дипломат во Европската унија, многу прецизно ни кажа дека злоупотреба на државните ресурси, генерално политизација, партизација на администрацијата недозволиво, но особено реформата во разузнавачките служби мора да биде многу јасна, прецизна. Сега ни се случува случајот Атлантик, кој што денеска го објави Палевски. Уште неколку други инциденти има каде што има злоупотреба на институциите во овој контекст. Како ние утре, дај Боже побрзо да биде, ќе започнеме преговори со Европската унија и колку време ќе заглавиме на расчистување на работите кои што не се предмет на тие кластерите на поглавијата. Овие работи не се предмет на кластерите. Ако ние влеземе во преговори со вакви ситуации, не знам дали воопшто може да почнеме да преговараме. Иако и датум нема за тоа. Видите, европеизацијата на Македонија е прашање на промена, сериозна промена на перцепцијата на граѓаните за тоа што значи тоа европско друштво, барем на ниво на принципи, правила на игра, некаков куќен ред во тоа друштво и правила на промена на нашата домашна свест. И тоа е многу сериозна работа. Ја ќе ви кажам еден банален пример, од кој се гледа колку време нас ќе ни биде потребно. Денови е популарен министр за здравство, Филипче. Тој излагува постојано на телевизија, објаснува, ја менеджира корона кризата, некој велат успешно, некој помалку успешно. Јас сум покритичен, некој се помалку критичен, така натаму. Денеска антикорупцијската поведе за нема постапка за користење на службено возило на партиски настан. Именно. И сега пазете реакцијата на министерот Филипче, една, ја мислам, пристојна човечка реакција. Што направил човекот? Се качил во службеното возило, кој министерството го добило од агенцијата за разузнавање, ако не се лажам. Океј, зашто да не? Ако имало тамо некој вишок возило, дошло ваму, човекот си влегува во службеното возило, вели, ја никош не користам службено возило за ништо друго, освен за службени цели. Оди во посета на некоја болница, ја завршила работата и за него е нормално, не сватил дека греши, со истото возило продолжува оди на врши партиска активност, промоција на својата партија како председател на комисијата, партиска комисија за здравство. Човекот сваќа денеска дека има фаул тука, нели? Тоа не е можеби фаул за жолт или за црвен картон, но има фаул. Тој не смел да го искористи државниот ресурс за партиска кампања, да води никако, не смел да го искористи. Сваќа и вели добро, ја ова не го свати, може ќе се извинам, сакам да се извинам, што е природна човечка реакција. Но видите сега што е неприродно. Една армија од партиски ботови, од пропагандисти, така натаму. Не, нема што вие се извините, нема што, тоа е наше, тоа е ова народно. Тука е проблемот. Значи, кога ќе дојде до промена на свеста, на еден банален пример, кој би бил иначе скандал во секоја нормална европска земја, бидејќи не може, просто не може да го користите државниот ресурс за никакви партиски или приватни цели. Крај, точка. Нема за тоа компромис. Тоа се правила на игра што се учат како хигиена, како носење маска, како перење, миење раце, сега она што го учиме, нели, а што не сме го научили во животот. Дали не го повторуваат како на идиоти, токму така? Па и треба да го повторуваме како на идиоти, бидејќи сме идиоти ако не миеме раце, нели? Ќе се заболиме иако не се маска. Сега, тие правила продолжуваат во кога ќе почнеме да преговараме со Европската унија. Такви правила на игра ќе имаме во многу области на животот што треба да ги научиме. Значи, од најбанални до најсложени, кога ќе треба да се менува судскиот систем, да се реформира разузнавачката заедница, ќе треба да се менуваат другите сфери на јавната Колку време ќе